овој текст што го прочитавме, така исполнува некои копнежи што човек ги има од секогаш, бидејќи човекот живеел и живее во неправедно општество. Нема правда на земјата и нема да има правда на земјата. Правда има во Божјото царство. Тука на земјата има правда за силните, за слабите нема правда. На земјата силниот се раководи од принципот на сила, од своите интереси. На земјата царува себичноста, нема еднаквост, силниот гледа да приграби колку што може повеќе за себе и да го угнетува слабиот. Така е на земјата. И бидејќи е така на земјата, човекот посакува да има општество на правда во која сите ќе бидат еднакви, во која ќе има искреност еден кон друг, споделување, нема да има измами, нема да има насилство. И особено таквиот тој копнеж се шири, добива замав во ренесансата, хуманизмот, кога повторно се враќа фокусот кон човекот, кон потребите на човекот, и тогаш еден англиски хуманист, Томас Мор, пишува едно алегориско дело Утопија, во кој представува на такво праведно општество. Меѓутоа, самиот назив на делото Утопија, всушност, со тој назив сака да каже дека таквото општество е невозможно на земјата. Се извинам, нема да има такво. Меѓутоа, луѓето се обидувале да градат такви општества, некогаш така со обидување, некои пати со брутална сила, како во социализмот, и не успевале. Но има еден мал период, во едно место, во едно време, во едно градче, кога луѓето за известен период ги достигнале до некаде идеалите на утопијата на праведното општество, и тоа е овој текст што го гледаме овдека во дела 4 глава, крајот на 4 глава. И навистина, црквата во Ерусалим е уникатна појава. Едно општество кое и не е мало општество, пишува Лука дека до 5000 души стигнала бројката на христијаните, но знаете дека во древноста се бројат само мажите. Кога ќе се додадат жените и децата, таа бројка достигнува до 15.000, веројатно. 15.000 души не е малку. Тоа е едно мало градче во Македонија. И представете се, сите тие луѓе, како што Лука овдека пишува, живеат со една душа и едно срце. Толку сплотени, што 15.000 души се како едно срце, чука, сите заедно размислуваат, живеат како еден човек. Споделуваат се, имаат грижа еден за друг, имаат грижа за општеството. Навистина, една уникална појава. Сушност, она што го прават тоа е она што самиот Христос им го кажа на учениците. Се разбира, не било совршена црквата, да не мисли дека тоа било рај на земјата. Не било рај на земјата. Веќе во следната глава, 5 глава, гледаме дека се имало недостатоци. Нели Корнелиј направи нешто, изложа таму со имотот, па во 6 глава ќе се соберат жени или луѓе и ќе кренат штрајк во тоа општество. Не е совршено, меѓутоа, овдека гледаме еден модел, едни принципи за тоа како треба да живее црквата. Принципи откриваме. Или Христос, кога им ги измена осите на учениците, последната ноќ им рече да се љубат едни со други и така луѓето ќе препознаат дека се Христови ученици. Така ќе ја прават врската меѓу нив и Христос, преку љубовта што ќе ја покажуваат. И овдека гледаме, црквата расте. Гледаме дека црквата дека луѓето, светот е благонаклонета кон црквата. Луѓето го препознаваат Христос во црквата. И тоа е пред се бидејќи поради она што го гледат од црквата. Тоа нешто што е нешто неверојатно од тоа време. Сведочат, евангелизираат
И луѓето можат да видат во самата црква на вистина променети души. Никој туку така не си го дава имотот. Никој туку така не дели се што има со другите. Очигледно е дека нешто се случило со тие луѓе. И нивниот начин на живење е големото сведоштво за евангелизацијата која се врши во Ерусалим. Ајде се вратиме на контекстот, бидејќи бидејќи изучуваме така експозицијски, убавото на експозицијските проповеди е што тие се како серија на епизоди и нормално секоја епизода е врзана со претходната и секоја епизода треба на почетокот да вклучи потсетување од претходните епизоди. Се нека се потсетиме малку. Кај се наоѓаме? Се наоѓаме се уште со онаа чудо што се случи пред храмот. Еден период, не знам колку дена, после 50-ница, Петар и Јован одат кон храмот, таму има еден просјак кој е куц од раѓање, им бара пари, тие застануваат, велат, немаме злато и сребро, но има нешто друго, во името на Исус од Назарет стани и оди. И навистина, човекот кој 40 години бил неподвижен, се исполнува со сила и дури почнува да скока. Влегува во храмот покрај апостолите, зад апостолите, оди по нив, вика во храмот, го слави Господ, скока од радост, тоа го привлекува вниманието на луѓето и Петар ја кажа втората проповед. Проповед која е фокусирана кон Христос, неговото воскресение и вината на тие луѓе таму, во Ерусалим кој го распнаа Христос. Ги повикува на покаяние, нов бран на луѓе влегуваат во црквата, но тоа го привлекува вниманието и на противниците. Доаѓаат чуварите на храмот со садукеи, со свештеници, ги апсат и следниот ден ги исправат пред судот на Синедрионот, каде што им поставуваат прашање во чие име, со чија власт го прават тоа, и тоа е повод за Петар пред политичката, духовната елита, пред највлијателните луѓе во Ерусалим и Јудеја да кажат за Христос, за воскресението и повторно за нивната вина и да ги повикат на покаяние. И овие големци во Ерусалим, немајќи причина да ги казнат, само им се закануваат, повеќе да не проповедаат и ги пуштат. И што се случува? И се надоврзува сега овој стих 23 од 4 глава. Тие се враќат кај своите. Кои своите се враќат назад во црквата. Не одат секој дома, но одат тамо каде што е собрана црквата. Не знаеме колку луѓе биле собрани од тие 5000, но очигледно имало некаква интрига, имало кај луѓето страф некаков. Знаат дека Петар и Јован, кои се водачи на црквата, меѓу другото, се уапсени, се на суд. Само пред 2 месеци на истиот тој суд Христос беше убиен. Што ли ќе се случи? Собрани се, предпоставуваме, ели? И доаѓаат Петар и Јован, им кажуваат, им раскажуваат што се случило, што им кажа тие големци, најважните луѓе. Им кажале, сигурно, ни забранија да проповедаме. А ние сме повикани да проповедаме. И сега црквата е исправена пред сериозен предизвик. Се насобираат облаци темни, се најавува бура. И Лука ни кажува каков е одговорот на црквата и во продолжение ни го опишува животот на црквата, или во тие рани денови, и нивните служења, кои се, како што е насловена проповедта, служење насочено нагоре кон Бог во молитва, нанадвор во евангелизација и навнатре во служба еден на друг во самата црква. Хајде да видиме како реагира кон она што го слушна црквата. Луѓето не кажаа како смеат да ни забранат сега. Оваа политика и оваа власт не ја сакаме. Ке се собереме сега пред Синедрионот, 15.000 народ сме, не сме малку, па да видиме што ќе ни направат. Ние имаме право да си проповедаме. Ако тие имаат право да служат, и ние имаме право да служиме. И
ќе ги предупредиме дека нема да гласам повеќе за оваа власт. Не го направија тоа. Нити пак рекоа, ама овие се опасни, тие се заедно со Понти и Пилат. Малку така и за известно време да се стишиме, да не бодиме многу во очи, па така кога ќе се смири малку работата, пак ќе излеземе, ќе евангелизираме. Не, тие пишува еднодушно, штом ги слушаа, еднодушно го подигнаа гласот кон Бог. Тоест, што направија? Се свртеа кон Бог. И тоа, изборот овдека еднодушно е важен. Тој збор веќе го сретнавме на крајот на втората глава. Специфичен збор е, типичен е за Лука. Само 11 пати се среќава во Новиот Завет, од кој 10 пати во делата на апостолите. Зборот значи со еден ум. Еднодушно е еден ум. Тоа е зборот. Или идејата е дека сите тие размислуваа исто. Не беа разделени, раздвоени во нивните размислувања. Тоест немаше една група што рече не сега е добро да се скриеме, друга група да рече не добро сега да се спротивставиме, силни сме и луѓето не поддржуваат. Нема трета група која не бе, ајде да се молиме. Не, сите размислуваа еднакво. Сите беа обединети во заклучокот што треба да направат. Треба да побараме од Бог сила. Од Бог да побараме помош за таа ситуација. И така реагираа. Значи, во еден ум сите, и таква е црквата во делата. Затоа се спомнува толку пати зборот еднодушно и само во книгата Дела се спомнува тој збор со еден исклучок, за да покаже каква беше црквата. Црквата беше еднодушна. Тоест, христијаните не беа свртени едни против други поради било какви причини. Да, имале различни мислења за многу работи, но не беа свртени, насочени едни против други. И сега, како што се молат, имаме една убава структура на молитва, но и не само тоа, структура на молитва, туку оваа молитва многу повеќе ни покажува како тие гледат на Бог, на себе и воопшто на ситуацијата. Интересно како се обраќаат кон Бог. Тие се обраќаат со зборот деспотес или деспота во падежната форма. Деспотес или деспот денес има негативно значење. Деспот е човек кој има огромна власт и ја користи да ги тероризира луѓето. Тоа е деспотот. Но во секој случај, кога ќе кажеме деспот, мислиме на човек кој има власт, на која никој не може да му се спротивстави. И тоа е значењето на зборот деспотес. Деспоти ги нарекувале робовите кога се обраќале кон своите господари, им викале деспоте, не за да го навредат, за да кажат дека ти имаш власт. Деспотите, всушност, се они кои решаваат и никој не може нивното решение да го одмени. Господарот решава за робот што ќе биде. Робот нема право на глас. Робот може да го замоли нешто. Деспотот, господарот решава што ќе прави. Господарот е собственик над робот. И господарот решава за робот и господарот и остварува својата волја над робот. Тоа е значењето на зборот деспотис, суверенитет. И обраќајќи се со таа титула, овие луѓе кон Бог, всушност велат ти си суверен Бог. Сета власт е во твои раце. Ти имаш волја и ти ја извршуваш својата волја. Сега, има луѓе кои им пречи ваквото разбирање, а тоа ова очигледно разбирањето на христијаните од древноста, но на современите некои христијани им пречи таквото разбирање и обично ќе постават прашање, па ако е така, ако Бог е суверен, тој сегаш остварува својата волја, зошто ние воопшто се молиме на таков Бог? Кога тој и така си остварува својата волја. Да, ние луѓето во нашата ограничена човечка логика се обидуваме и не трпиме недоследности или празнини и сакаме сите точки да ги поврсиме и тука ќе вклучиме нашата логика која за разлика од Божјата е како небото и земјата,
и ги направиме некои такви наши филозофии. Ами, треба да се молиме, зашто прво, Бог рекол да се молиме. Христос вели, молете се, барајте, чукајте, тропајте. Ами јас би ги прашал, луѓето што постуваат такво прашање за сувереноста на Бог, зошто па би се молеле на некој кој нема власт и кој нема апсолутна власт? Зошто би се молил на некој, знаејќи дека тој може и нема сила и власт да исполни мојата молитва? Тоа же било уште поглупаво. На крајот на краиштата, овие луѓе нивната молитва, ќе видиме овдека, ни дава еден добар одговор, тоест која е суштината на молитвата. Бог е суверен, тој има план, има волја и остварува својата волја. Неговата волја беше тие луѓе да сведочат. Самиот Христос им рече, ќе бидете мои сведоци. Но се појавија луѓе, човечки авторитети, кои не се за подценување, тие се најважните, најглавните, сета власт човечка е во нивни раце, има предвид власта политичката во Ерусалим. И сега овие христијани во една ситуација во која се заплашени, уплашени се можеби, се обраќаат кон Бог, чие што волја е Христовото име да се проповеда. Ајде да видиме каква е нивната молитва. Што вклучува нивната молитва. Тие кога велат деспотес, тоест суверен, неограничен во власта Господар, се одат во неколку насоки да го представат неговиот суверенитет. И прво велат: Господаре, ти кој си ги создал небото и земјата и морето и се што се наоѓа во сите тие работи. Во небото, во земјата, во морето или на земјата. Тоест, деспоте, ти си оној кој што ја има сета власт над се што постои. Зашто ти си создател на се што постои. Ти како создател, ти си и Господар. И се што е на небото, на земјата, во морето, се е во твојата власт. Убав модел за тоа како да почнуваме ние една молитва, меѓутоа оваа молитва, начинот на кој се обраќаат христијаните кон Бог е поврзана со нивната потреба, со состојбата во која се наоѓаат. Ти си семоќен Бог, а овдека во Ерусалим едни луѓе кои се твое создание, на кои што ти имаш власт, ни забрануваат да извршиме твојата волја. Гледај, почетокот на молитвата всушност го покажува разбирањето на христијаните за Бог, нивната увереност за тоа кој е Бог. И тоа, уствари, дава една храброст, една увереност кај луѓето да продолжат понатаму со барањето. Тие барањето ќе ги изнесат на крај, сосема на крај. Последно ќе е барањето. Но претходно тие се повикуваат на самиот Бог. Кој е Бог? Каков е Бог? Ти си семоќен Бог. Ти си управител. Од тебе зависи се. Ти имаш власт и луѓето имат власт. Ти си им дал власт на тие луѓе. Но која власт е апсолутната власт? Чија власт е онаа која ќе устои на крај и ќе биде извршена? Твојата власт. Зошто? Зашто ти си создал се. Така црквата ја почнува молитвата со една исповед, дека е уверена дека Бог ќе надвладае над тие човечки авторитети во Ерусалим. И понатаму продолжуваат и говорат за Бог како Бог на откровението. И тука го цитираат вториот псалм. Еден многу месијански псалм кој многу одговара на таа ситуација. И вели: зошто беснеат народите и луѓето и намислуваат празни работи? И зборот празни работи, уствари глупави работи. Само глупав човек може да направи таков план. А каков е планот? Планот е тие земни кнезови и цареви да се кренат против Бог и против неговиот помазаник. И тука прашањето е реторичко. Давид, псалмистот, во тој втори псалм поставил такво зачудувачко прашање: зошто ли може некој да си
да направи таков глупав план, т.е. да се крене против Бог, против неговата воля, против неговиот помазаник. И сега, тука завршува цитирањето на псалмот, но тие луѓе очигледно го знаеле, зашто како продолжува. Во следните стихови на тој втор псалм се гледа остварувањето на Божјата воля. И како Бог реагира на таквата глупост. И вели, оној кој живее на небесата, им се смее, Господ им се подбива. Тогаш во гневот свој ќе им говори и со јароста своја ќе ги вџаши велејки. Јас поставив свој цар на Сион, на мојата света гора. Јас си го поставив мојот помазаник. И безумие некој да мисли дека може да го симне оттаму. Не. Се тоа го нема во молитвата, но тоа треба да се подразбира. Или дека така би требало да продолжи. С тоа уверување дека оние што се кренаа против помазаникот нема да го побијат Божиот план, зашто Бог дури и нив ги употреби, дури тие противници, тие земни цареви, за да се го оствари својот план. Бунтот е заоден и тоа го гледаме. Зашто, да, Бог го прати Месијата, Месијата дојде, луѓето го фатија, го распна, губија. Меѓутоа, тоа беше само дел од Божиот план. Човек не може да наштети на Божиот план. На крајот, Христос воскресна, се вознеси и тој е воцарен како спасителот, како помазаникот. И никој не може да го симне од десната страна на престолот. Но гледаме, бунтот продолжува. Тие земни цареви не се вразумиле. Тие земни управници продолжуваат да се бунтуваат и сега, сакајќи да го спречат Божиот план, преку службата на црквата, кој тој, нели, Бог ја има идејата да служи преку црквата. И тук гледаме како Бог продолжуваат. Бог е Бог, значи, на откровението тој најавува како ќе биде и тој ја регулира. Се гледа како тој историјата ја гради. Тој е Господар, суверениот Господар на историјата. Се што се случува во историјата е во рамките на неговата воља. Или се што се случува во историјата се движи на начин на кој треба да се изврши Божјата воља. И навистина вели овдека се молат луѓето христијаните и навистина, да, така е, се здружија во тој град Ирод, Понтиј Пилат, заедно со назабошците, со народ израелски против твојот свет син Исус, кога си го помазал ти, за да го направат она што однапред ти го беше определила раката твоја и волјата твоја да се збидне. Тоест, Бог реши така, тие се кренаа против тебе и во нивниот бунт ти си оствари својата воља. Дури кога човек се бунтува против Бог, Бог и тоа, и не знаејќи, тие пак извршуваат Божјата воља. Судействуваат за Божиот план. И така, нели, ја подготвуваат христијаните молитвената сцена за на крајот да ја изнесат и потребата. Така, црквата се восхитува во таа молитва за овие вистини, користејќи како едно големо охрабрување, зашто на крајот на краиштата тоа заплашување што го пратија преку Петар и Јован кон целата црква, тие старешни таму, свештеници, не можат да го спречат Божиот план. Меѓутоа, христијаните знаат дека не можат да го спречат Божиот план. Но исто така знаат дека им треба сила да се оствари тие да влезат во Божјата воља, да го продолжат она што Бог го решил преку нив. Знаат дека нивната мисија да сведочат за Христос. Меѓутоа се уплашени. Против нив се исправат човечки авторитети. Знаејќи сето тоа, знаејќи кој управува, тука е веќе барањето. И сега, Господи, погледни на нивните заплашувања и дај им на слугите своји наполно слобода да го проповедаат Твоето слово. И сега зборот слобода овдека, не знам зашто го употребиле така, да, има смисла тој збор, меѓутоа во контекстот не е јасен што бараат. И така некој кога ќе прочита, дај на слугите своји слободно да го проповедаат словото,
би заклучили дека тие се молат, ево ове да престанат да заплашуваат, да се повлечат и да може слободно да додат секаде и да се проповедат и никој ништо не им прави. Не е тоа идејата. Зборот, што дека буквално употребен, јас не сум го ставил, значи тој збор паресио означува уверено, смело, ревносно. Тоа е значењето. Тоест, кога тие велат, дај ни слободно да го збориме, ние ослободени од стравовите, ние ослободени од сомнежите, ние ослободени од нешто што би можело внатрешно да нас пречи да извршуваме Твојата воља. Тие се молат Господ, без разлика што ќе прават тие, без разлика дали ќе продолжат во нивното лудило. Ти оспособени ние, знаејќи дека на крајот ти ќе извршиш Твојата воља. Твојата воља никој нема. Ние да не се поколебаме, ние да извршиме. Ние да сведочиме силно. И продолжува со уште едно барање, имаат и второ барање. И да се случуваат чудесни знаци во името на Твојот свет син Исус. И сега тој додаток во името на Твој свет син Исус покажува кој е мотивот за барањето за таквите чуда и знаци, чудесни знаци или чуда и знаци. И пак, туку, иако е пропушнен зборот дела, туку има само чуда и знаци, сепак присуства знаци, оно е важно збор кој значи порака, семион, тоа е знак, некакво навестување, некаква вистина откривање. А кој е знакот? Дека Христос е вклучен во сето тоа. Или, со други збори, кога барат чудо, значи, кога барат лекување, што и да е чудотворно, ти не велат, прави го тоа, за да ние успеваме сега, за да станеме богати, за да чуваме од болести и прави да просперираме и сите да разберат дека ние сме главата, а не опашката, како што некои велат, и на крајот да кажат, навистина, нели, тие се нешто посебно. Не, луѓето разбраат дека нивниот ум е променет преку нешто друго. Не преку просперитетот, туку преку давањето. Но идејата овдека и на крајот кога вели во името на Твојот син, тоа сите да видат дека ти си жив и ти уште действуваш и правиш чуда. И чудото кое што се случи на почетокот на 4 глава, на 2 пати, нели, Петар спомнал. Прво кога му кажа ово стани и оди во името на Исус од Назарет и потоа во 16 стих кога вели дека верата во името на Христос го исцелува тој човек. Всушност и открива таа идеја дека тие бараат чуда не за себе, туку бараат тие чуда за луѓето да сватат, да поверуваат, да им стане јасно дека Христос е жив, воскреснат, вознесен и тој действува. Не само што е жив, туку тој се уште ги прави истите дела, како што ги правиш кога беше на земјата. Да. И така. И Бог одговори, како одговори Бог? Покаже Бог, да, ја послуша му, се затресе земјата. Еден од знаците на Божјото присуство на Теофанија имаше таму. Се случувало и на други места, нели, и на Сина, се случи, се затресе земјата. Сите се исполнија со Дух Свети. И кога Петар почна да проповеда на Педесетница пишува и полн со Светиот Дух. И кога проповедаше, кога го исцели тој човекот таму пред храмот, пишува, и полн со Дух почна да проповеда. И кога беше во Синеодоренот, пак пишува, и полн со Дух почна да проповеда. И овдека, кога се помолија, се исполни со Духот. И зошто се исполни со Духот? За да сведочат за Исус Христос. И во сите проповеди што ги видовме трите претходни, ти се исполнија со Светиот Дух за да кажат за Исус. Човек кој е полн со Светиот Дух говори за Исус. Тоа е. Се исполнија и го проповедаа Словото Божие и повторно овдека, она што го бара во молитвата, го гледаме сега,
во нивната служба, слободно. Пишва, нели? И слободно го проповедаа Словото Божјо. Тоест, смело, уверено го проповедаа Слово. Без страх, без сомнежи. И потоа во 33 стих пак пише, апостолите пак со голема сила сведочеа за воскресението на Господ Исус Христос и имаше голема благодат над сите нив. Гледате, молитвата и еве го одговорот. Сега, ако Бог не е суверен Бог, зашто би се молеле на таква молитва? Знаејќи дека Бог е суверен, затоа се молат и дојде одговорот. И тие се исполнија со сила. Но и тоа е молитвата. Знаејќи кој е Бог, знаејќи, имајќи правилно разбиране за Него, знаејќи Неговата воља, да се молиме, да бидеме дел од неа. Тој да не благословува со благодат, со ресурси, со слобода, со смелост, да ја вршиме Неговата воља. И продолжува Лука со животот на црквата да објаснува како се, го прочитавме текстот, сите се во едно срце, една душа, споделуваат, си ги продаваат имотите, живеат како во комунизам, иако, ќе кажем, ова не е воопшто комунизам. Нема врска со комунизмот. Комунизмот беше налаган со сила. Никој во комунизмот доброволно не си го даде имотот. Со закон, со репресија, со полиција, им ги зимаа имотите. Овде на никој ништо нема да зеде населе и овдека немам идеја за укинување на приватната собственост. Една од основните цели на комунизмот беше укинување на приватната собственост и се да стане заедничко и општествено. Таква идеја овдека не постои, зашто кога Ананија отиде и излаже нели со пола од парите, Петар му рече: зошто си го направил тоа? Кој те тера ти да си го продаваш имотот? Тој се твој имот, прави што сакаш со него. Беше и порано твој и сега е твој. Никој не те тера. Тоест, ова што се случува овдека, уствари, не е идеја за комунизам. Овдека гледаме една промена од Словото преку Евангелието и силата на Духот кај луѓето. Невозможните работи стануваат возможни кај нив. Кој туку така би си го дал имотот? Ако навистина Словото, благодата на Христос, Светиот Дух не ја врши таа промена во нив. Навистина тоа е голема промена. Тие живеа, идејата овдека е живот во единство во таа мера, до таа мера, што дури се име заедничко. Тој принцип. Така треба да живее црквата, во единство, во заедница. Кога Христос се молеше за црквата, за неговите ученици, во Јован 17:27, го има ли него? Да. Неговата молитва беше за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене, и јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно и да поверува светот дека ти си ме пратил. Како ќе поверува светот дека Христос е навистина пратеник и ние сме негови? Ако има единство. Тоа е апологијата, најголемата апологија на црквата. Бидејќи Бог е единство, Светата Тројица е единство, во совршен мир, хармонија, така тој сака и оние кои се во Него, соедините со Него, и така дел стануваат од единството на Светата Тројица, да живеат и тука во црквата во единство. Тоа е идејата. И така вели, луѓето ќе познаат дека имаме единство, нас ќе не познаат и црквата ќе ја познаат како наше дело. И тоа го гледаме овдека. Еден идеал во кој има љубов еден кон друг, а таа љубов се манифестира со грижата еден кон друг, во кој луѓето споделуваат. Која е суштината овдека уствари? Минатата година, мислам, беше, или пред минатата, Рут книгата ја разгледувавме, која следе после книгата Судии. Сеќавате, книгата Судии завршува со едни војни, ужасни војни, ужасни дела. Во тие војни едно племе Венијаминовото скоро ќе биде уништено, не е уништено, скоро, се стигна скоро до уништување. И последниот стих
оно што најмногу така обесхрабрува, вели секој си го правеше оно што изгледаше право во неговите очи. Или идејата дека секој си правеше оно што нему му се сакаше, нему му се допаѓаше. Тоа секој беше егоист, секој си гледаше за себе. Тоа е целата идеја. Да си гледаш, да го правиш оно што е право во твоите очи, тоа значи да си угодуваш на себе. Да бидеш крајно себичен. И оно што следи пак следната книга, Рут, и кој е во истиот период историски како книгата Суди, има сосема друга слика. Таму има едно семејство еврејско од Витлеем, знаете, глад има, поодат да барат храна во Моав. Главата на семејството умира, неговите двајца синови се женат со Моавки и ти умираат без да остават потомство и останува Ноемин, свекрвата со двете снаи. Таа решила да се врати, бидејќи гладот завршил во Витлеем. Снаите тргнуваат, таа ги враќа да не одат по неа, но Рут до крај останува упорно и вели: "Не, ќе одам таму каде што ќе одиш ти, ќе се грижам за тебе независно од цената што ќе ја платам." И тоа е разликата меѓу Судии и Рут. Додека во Судиите секој се гледа за себе, себично, си не мисли ништо на другиот. Овде дека имаме една жена која не гледа на цената што ќе ја плати, да се грижи за другиот. Тоа е, бидејќи таа гледа преку очите на Бог. И тоа е основно за нив. Таа го повторува постојано Јахве, заветот со Јахве. И она што Јахве го бара од неја да го прави. Ова е тоа што го гледаме овдека во книгата Дела на апостолите. Имаме луѓе кои соединети со Христос, кои преобратени преку Евангелието и Светиот Дух, имаат поинаков, тие се ново создание, поинакво создание од другите. Тие имаат поинаков ум од другите. Ако е нормално за обичниот човек да мисли само за себе и да приграбува колку што може за себе, овде ќе имаме обновен ум, Христов ум, а сите ја знаеме благодата или дарежливоста на Христос. Не. Кога Петар во 2 Коринтијани ги мотивира коринтијаните да бидат дарежливи, во 8:14 или беше, и вели: "Памтете ја дарежливоста", и тако е зборот благодат на Христос, кој ако беше богат, стана беден, за во неговото богатство, во неговата бедност вие да се збогатите. На Филипијаните, кога им пишува на крајот на првата и почетокот на втората глава, кај што очигледно имал конфликти, и вели: "Имајте ги истите мисли на Христос. Немојте секој да гледа само за себе, туку поставете го, гледајте го на другиот како на поголем од себе си. И имајте ги истите мисли како Христос." А кои беа Христовите мисли? Оној кој беше најголем, иако Божјо обличе, стана слуга, дури и умре за другите. Таа е овдека идејата што ја гледаме, нели, кај овие верници. Евангелието преобразува. И тоа е сведоштвото за луѓето во светот. Во едно такво ново општество, не во едно такво општество кое се појавува ново општество, христијанско општество, каде што Христовото Евангелие се проповеда, Христос се проповеда, сите можат да видат нешто поинакво. Не само зборови од Евангелието, туку и живот, променет живот. Нешто што ништо друго не може да го направи. Јас на почетокот реков за утопијата. Дури и оружје е применувано, дури и затвори луѓето ги затварале, за да се оствари таа идеја за праведно општество и не успеале. Џон Грешам во една од неговите лекции пишува за тоа како упорно во древноста античките филозофи, стоиците, платонистите, кои имале идеали за совршено општество. Таа идеја не е хуманистичка. Уште во древноста луѓето во своите филозофи се обидувале за идеално општество, за идеални држави да прават. И голем дел од филозофите оделе од град на град и во нивните лекции се обидувале да влијат на убедувањето на луѓето, за да го променат начинот на живење и да работат на такви
да градат, да станат добри и да градат такви праведни общества. Исто повикувале, апелирале на човечката воля и така натаму и не успевале. И за разлика од нив, вели Махен, апостолите говореа за Христос. Не говореа, ај бидете добри, нели, зашто доброто општество. Не, тие говореа за Христос. Што Христос направи, го проповедаа Евангелието и тоа Евангелие кое обнова, кое има сила, кое е делотворно, силата на Светиот Дух, направи поинакви луѓе. Без да им се зборува на луѓето дека треба да бидат поинакви и дека треба, нели, да го минуваат општеството. Да. И на крајот на краиштата важна е молитвата. Тоест, разбирањето на луѓето за Бог. Бог е суверен. Тој е господар на се, тој создал се. И ако тој е господар на се и создал се, ќе ги оставили луѓето гладни, неговите ќе ги оставили гладни. И затоа луѓето, имајќи таа сигурност во сувереноста на Бог, можеа да споделуваат, можеа да дават. Живеа заедно, постојано, споделуваа. И тука измеѓу оној текст што го видовме за евангелизирањето, да, со голема сила. 33 стих е, тоа е таму каде што пише дека живеа заедно и споделува се и вметнува дека апостолите сведочеа и благодатта, нели, беше над сите нив. Тоест, живејќи така заедно, сплотени, споделувајќи се, тие излегуваа надвор да сведочат, а нивното сведоштво беше подкрепено од нивниот начин на живење. Тоест, и црквата не беше затворена. Така, сплотувајќи се, споделувајќи се, грижејќи се еден за друг, не стана гето, изолирано од светот. Не. Тие беа постојано таму, на улиците, меѓу луѓето, да евангелизираат. Имајќи го тоа големо сведоштво преку нивниот живот. И тука на крајот Лука спомнува издвоена личност. Тој издвоен нарочно таа личност, да, поради големото дело што го прави, поради големото влијание во раната црква, но и бидејќи ќе послужи понатаму во книгата Дела на апостолите во други текстови, ќе го видиме во други настани, со Петар, со Павле и така натаму. Но очигледно дека тој човек навистина било големо охрабрување. Неговото име е Варнава, меѓутоа сите го викале син на утехата, нели? Тоест, не знаеме кој е неговото име, Варнава го нарекувале, а Јосиф е, да, добро си. Јосиф, но го нарекуваат Варнава, кој значи син на утехата, да, како и да е. Тоест, на место тоа име ставено, очигледно бил голема утеха и охрабрување, тоа е охрабрување значи, тоа е збор за луѓето, бидејќи не само што си го дал имот. Ние понатаму ќе го видиме во 9-та глава од делата, кога Павле ќе поверува и ќе отиде во Ерусалим, сите го избегнуваат. Представете си, човек поверувал и оде кај браќата и сестрите, сите бегат од него. Никој не сака да биде со него. Се плашат. И тогаш Варнава оди го фаќа за рака и вели: ајде со мене, и оде кај апостолите: ова е наш брат веќе, ќе го примите и ќе го охрабрите. Потоа во Антиохија, кога се создава првата паганска црква и станува голема, Варнава му текнува за Павле кој си е во Тарс дома и оде дома, од дома го зима. И му нуди, вели: ајде да служиме заедно, и го носи во Антиохија. И потоа со Марко кога се случува тоа паѓање, пак Варнава не го заборава. Го зима, го охрабрува. Тука е дадено, нели, неговот пример, како целиот Тимот си го дава пред нозете на апостолите. Знаете, еден човек од светот ќе каже: тоа не е никаква инвестиција. Целиот Тимот, зошто би си го дал целиот Тимот, не, за делото на Бог? Тоа не го пават инвестиција што може богат човек да ја направи. Варнави имало во историјата на црквата многу. Јас ќе ви кажам само еден случај од историјата, бидејќи се учиме и од историјата на црквата, за Николаус фон Цинцендорф. Не, сте чуле за него. Тој е еден од гроф од времето на германскиот пиетизам, кога германската црква запаѓа во една сува теологија, филозофија, таква, без
животна, се појава пиетизмот, Шпенер, нели, оној кој преку неговата книга Пија дизидерија или побожни желби, се обидува христијанство да го врати во она свежината во односите со Бог. Цинцидор, кој е дел од тоа пиетистичко движење и кој бил богат, имал имоти, ги отвора своите имоти, своите куки, замуци, што имал се. И на неговите имоти доаѓаат христијани бегалци, најмногу од Моравија, бегат од католицизмот, прогонети од католицизм. Меѓу другото, неговите имоти имало и калвинисти, и лутерани, и анабаптисти, секако имало неговите имоти. И сите тие живееле во единство. Секој вечер се собирале заедно на молитва и Бог правил големи работи таму. Големо пробудување се случувало на неговиот имот. И тој човек не само што си го отворил имотот, тој почнува да финансира мисионерски патувања со својот имот. И одат луѓе од неговиот имот во Америка, мисионираат меѓу индијанците, новите колонии. Весли доаѓа во допир со луѓе кои од имотот на Цинцендорф одат да мисионират во Америка. И потоа знаеме големата обнова во Англија што се случува, нели, тие работи. И се некој ќе каже, ама што, каква е таа инвестиција да си го така дадеш имотот? Голема инвестиција. Од таму почнуваат големи работи да се случуваат. Идејата ми е дека човекот кој има обновен ум мисли поинаку. И тие луѓе мислеа поинаку. Би било, според човечкиот ум, нормално во таа ситуација да се скријат, бидејќи се заплашени, ако евангелизираат ќе бидат гонети, да се скријат на сигурно и така да чекат додека не дојдат подобри времиња. Тие се помолија, излегоа и живеа без да се грижат што ќе се случува, бидејќи знаат дека Бог е суверен Бог. Тој променет ум, што го имаа, го возможи тоа големо сведоштво тие луѓе да живеат така. И тоа што го живеа не беше утопија, беше реалност. Навистина тие така живеа. Една обединета црква во разбирањето за Бог што го имат. Во молитвата обединети. Во разбирањето за тоа каква е нивната мисија. Не е да се кријат, но да сведочат смело, уверено, слободно да сведочат. И дека Божјата волја и устварувањето на Бог е поважно од се друго. Поважно од безбедноста, поважно од материјалната сигурност, поважно од се. И таа црква, гледаме, беше активна во молитвата, во евангелизирањето и служењето на светиите. И тоа е модел за нас. Ова што го гледаме овде е еден добар модел за тоа како треба да служи една црква, како треба да живее една црква. И нека Бог не променува преку неговото слово според ликот на Христос, од слава во слава. И така ни се повеќе ќе ги имаме неговите мисли и неговото однесување, како што, нели, раната црква. Никогаш нема да биде совршено. Никогаш нема да бидеме толку обединети што ќе мислиме исто во се. Некој ќе има едно убедување во едно, други убедувања во друго, политика или што е да е, или спорт. Но сето тоа не треба да пречи црквата да биде обединета во она за што постои. А тоа е да биде телото на Христос, кој сведочи за него во светот и живее во единство еден со друг, имајќи ја и таа заедничка грижа. Тоа треба да биде нашиот стремеж. Амин.